сме, почитувани гледачи, нова седмица со продолжение на интервјуто со господинот Зоран Јовановски, политички аналитичар, со кого говориме за руско-украинскиот конфликт, односно руската инвазија во Украина. Во првиот дел имавте можност да го проследите неговото излагање за причините и за село на кое што доведе можеби до конфликтот. Малку поназад се навративме секако со образложувањата и со село на кое што доведе до овој конфликт. Во вториот дел предвидено ние да ги опатиме по точките состојба моментална на фронтот и секако епилог, односно завршница, можни препораки, совети, предвидувања од нашиот гостин. Господин Јовановски, се враќаме назад со вториот дел од разговорот. Меѓутоа, пред да започнеме со начелното за клучните моментални состојби на фронтот, јас сакам да искоментираме овде една изјава токму од македонската председателка госпојата Гордана Силјановска, која што неодамна се врати од Швајцарија, од самитот, каде што присуствуваше на самитот за мир. Таму се разговараше секако, нели, меѓу другото и за војната меѓу Русија и Украина. Нашата председателка вели: на најсилен можен начин ја осудуваме неиспровоцираната и неоправдана агресивна војна на Русија и ја поддржуваме Украина на најдобар начин, па дури и повеќе од она кое што го дозволуваат нашите ресурси. Како ќе го искоментирате ова? Па видите вака, јас сум член на ВМРО ДПМН од 1993 година. Тоа го знам, токму во таа насока ми одеше и овој коментар. Од моите младенски години и во континуитет сум член до ден денеска, иако во доста наврати не сум се сложувал со политиките на раководството на самото раководство. Па така, сега малце ми боде очи и ова изјава на председателот на ВМРО ДПМН, кој што беше наш кандидат. Иначе мора да кажам дека до пред почетокот на председателката на државата е ова изјава. Председателката на државата, поддржана од ВМРО, која што беше наш кандидат. Така. Која што беше поддржана и избрана благодарение на ВМРО ДПМН. Инаку јас со самото раководство на ВМРО ДПМН бев во многу блиски односи до самиот почеток на војната во Украина. И сега не ми се лоши односите на лично ниво, меѓутоа видовме дека врхушката на партијата, самото раководство, да кажам, фати еден курс кој што е такав курс малце поблизок до политичкиот запад, до Америка, отколку до Русија. А јас сум словенофил, панславист, со тоа нужно и русофил, и така малце сум поблизок до Русија и сум многу повеќе се залагам за интеграции по словенско православно ниво, отколку за евроатлантски интеграции, затоа што интеграциите по словенско православно ниво за нас, етничките македонци, се многу поприродни, затоа што ние сме културолошки идентични со русите. Значи, русите говорат јазик кој што е многу сличен со македонскиот јазик. Да, на последните анкети... Дозволете, например, на руски јазик зборот гори се вика горит. Зборот значи се вика значит. Помогне се вика поможит. Зависи се вика зависит. Значи, само Т се става на крај, како што ставаат во Охрид и малце поинака го акцентираат тоа. Исто така, многу од зборовите завршуваат на ет, исто како што кај нас завршуваат зборовите на ет во умијачијата. Значи, русите се православен народ, како што сме и ние, словенски народ, кој што говорат јазик кој што е многу сличен на нашиот словенски јазик. Јас, например, никогаш не сум учел руски јазик, а рускиот јазик го разбирам во целост. Секој македонец, особено ако чита пишан текст, го разбира рускиот јазик. И ние сме со русите културолошки идентични. Нашата кирилица, која што е измислена овде, исто така во времето на Климент и Наум Охридски, значи во времето на Киевска Русија, малтене овде е измислена таа кирилица и е пуштена
подоцна из целиот словенски свет. Значи ние сме со русите културолошки идентични и јас сум повеќе за интеграција по словенско православно ниво и не би бил да станам анти-Русија како што беше нашата држава под водство на СДСМ и под водство, еве да речеме, и на мојата партија кој што морам да признам дека и денес се агитира за Европска унија. Најголемиот дел од граѓаните на анкетите велат сакаме во ЕУ. Пазите, граѓаните желбата за ЕУ опаѓа во Македонија, а причина е за тоа и Русија нема понудено некоја алтернатива, за тоа ќе говориме во некоја од наредните емисии, сепак е прерадно. Ајде да ја искоментираме оваа меѓународна конференција која што ја спомнавте вие. Значи не е спорно дека председателската Селјановска со тие ставови не само што не ми се допаѓа мене, него не му се допаѓа на целото проруско лоби во рамките на ВМРО-ДПМН. Верувајте, ВМРО-ДПМН има страшно големо проруско лоби. Нема сега овде да излегувам со имиња на луѓето. Тие самите се декларираат и самите со наративот може да приметите за што се и за какви односи се со Русија. Ја можам да кажам, иако тоа на ниво на врхушка на партија не е така, меѓутоа на ниво на членство, например, по сите партиски настани, јас секогаш одам и сум почитуван од членовите, моите пријатели на социјалните медиуми, на Facebook, на Twitter, на ВК, се воглавном членови на ВМРО-ДПМН кои што се проруски ориентирани. Значи, ВМРО-ДПМН има една многу силна проруска фракција, проруско лоби внатре во партијата, кој што не сметаме дека во дадениот момент е прав момент за да тоа се активира, затоа што чекаме геополитичка разврска од оваа војна во Украина, која што не е војна помеѓу Русија и Украина, туку е војна помеѓу Русија и политичкиот Запад. Од едната страна Русија, па и целиот политички исток во целина, затоа што Русија е воено поддржувана од Иран, еве што е најново од Кина, од Северна Кореја, значи Русија прима муниција од нив, а додека Украина пак е поддржувана од целиот политички Запад, иначе Украина немаше да може да војува до сега. Значи, целокупната муниција, оружје, орудија за војување се од политичкиот Запад. И украинската војна практично игра улога само на пешадија на политичкиот Запад во борбата со Русија. Значи се борат овие два, некогаш еден, а сега два народи за интересите на политичкиот Запад. Сега околу меѓународната конференција, чисто би кажал, пошто ги следам сите тие геополитички настани. Например, таа меѓународна конференција само се нарекува така, иначе тоа воопшто не беше меѓународна мировна конференција, од проста причина што не беа повикани на таа конференција да присуствуваат државите кои што се од другата страна на фронтот, а тоа се државите како што е Русија, како што е Кина, како што е Иран, како што е Северна Кореја, како што е целиот, да кажам, политички исток кој што ја поддржува Русија. Имаше представници од пониско ниво, од државите кои што со еден збор сега се нарекуваат од глобалниот југ, значи тоа е од Јужна Америка, од Африка, имаше представници од Индија, меѓутоа тие повеќе беа тамо, затоа што афричкиот регион, Саудискиот полуостров, многу зависат од украинското жито. Тие тамо отидоа повеќе за да договорат како да биде протокот на украинското жито до нивните држави, отколку што беа тамо на некаква вистински и реална мировна конференција. Мноштвото од лидерите на политичкиот Запад си заминаа уште првиот ден, уште само
после првите неколку сати, значи отидоа таму само за сликање. Тоа да знаат гледачите кои што не се бават со политика, политичарите најчесто одат по такви конференции, по такви форуми да се сликаат и да кажат дека биле, а ништо суштински не решаваат, исто како што овие 2,5 години скоро војна во Украина, ништо суштински не решија, туку само едната и другата страна си го тераат својот наратив. Инаку, рускиот председател Путин уште пред оваа конференција кажа мировни преговори се можни под услов Украина да го признае територијалниот суверенитет врз Крим и врз 4 ново припоени административни области на Украина, а тоа се двете административни области од историската област Донбас, тоа се Донецка административна област и Луганска административна област во целост, Запорожка административна област и Херсонска област во целост, Украина да го признае тоа, да ги повлече своите сили од остатоците на овие области, дел од нив кои што не се освоени, и тогаш ќе може да разговараме за мир. Ајде да продолжиме со темата Русија, Украина и војната. Што се случува на фронтот сега? Ги следите состојбите бурно? Да, па видите, тука нешто особено атрактивно нема. Да кажам, во последниве 2 месеци Русија се обиде успешно да ја развлече линијата на фронтот и ја прошири линијата на фронтот и во Харковска административна област, со тоа што нападна на Харковската административна област овој пат од Руската федерација, значи од Белгород, од правецот на градот Белгород во Русија, не од долниот дел од каде што и до сега напаѓаше, а тоа е од Луганската административна област во Украина. И со тоа Русија направи доста добар и територијален прогрес, освои одредени населени места во Харковска административна област, меѓутоа пред се целта на овој напад на Русија, кој што се случи во последниве 2 месеци, не беше освојување на градот Харков, затоа што градот Харков е град кој што е по број на население скоро колку наша Македонија, значи има 1,5 милиони резидентни жители и не доаѓа во предвид за Русија да го разрушува овој град, затоа што тоа е исклучително рускојазичен град, каде што мајчин јазик на сите граѓани е рускиот јазик, и не доаѓа во предвид да има такви разрушувања во овој град, како што гледавме разрушувања во помали градчиња во Донецка област, каде што беше главната линија на фронтот, како што беше Авдеевка, како што беше Маринка, како што беше Бахмут или сега поново Артјомовск. Затоа што, например, Авдеевка е град од 12.000 жители, Маринка е град од 2-3.000 жители, Бахмут е град од околу 80.000 жители, и тамо беше поприфатливо за Русија да нападне и да има разорнување, затоа што цивилни жртви практично и немаше, цивилите беа иселени и беше чиста војна помеѓу војска и војска, помеѓу руската војска и војската на политичкиот запад, како што е украинската војска. И Русија и Украина од причина што од 2014 година практично знаеше дека главен цел на напад ќе биде Донбас, значи Донецка и Луганска област, Украина многу јако се спремаше за одбрана и правеше бетонско армирани фортификации во целата Донецка област, каде што на Русија, признавам, и одеше доста споро, меѓутоа не можеше да оди побрзо, затоа што Украина за тоа се спремаше за таа војна 8 години, значи од 2014 година до 2022 година, и затоа освојувањето одеа така споро во Донецка административна област. Меѓутоа, паѓа град по град, како што ги набројував, и Русија лека по лека ја
поместуваше линијата на фронтот во Донецка административна област, но и во Запорожка, но и во Херсонска, значи по целата линија на фронтот. Значи линијата на фронтот се движи, моменталната линија на фронтот, актуелната линија на фронтот се движи во 5 административни области. А Херсонска административна област како краен југо-запад и Харковска административна област како краен југо-исток. Значи поминувајќи Херсон, Запорожје, Донец, Луганск и Харков. Тука се движи линијата на фронтот или линијата на фронтот е со големина негде колку цела поранешна бивша Југославија. Значи тоа да имаат предвид гледачите за колкава долга линија на фронт станува збор и за колку многу ангажирани војници од двете страни станува збор. И Русија се одлучи да го прошири, да ја прошири линијата на фронтот и во Харковска административна област. Тоа е најново, значи за да го зголеми оптеретувањето врз украинската војска на поголема територија, а еве ова што е најново во последниве денови, гледам и помасовно иселување и на граѓани од Сумската административна област. Тоа не е рускојазична административна област, но тоа е административна област одма до Харковска административна област, одма над Харковска административна област, значи доаѓа како север од Харковска административна област. И Русија сака уште повеќе со тоа, веројатно ќе напаѓа и во административната област Суми, кој што реков не е рускојазична административна област, има засебен дијалект, кој што пак сумскиот јазичен дијалект и значи Суми, Полтава и Чернигов, тие се 3 административни области кои што се исто така со големи на Македонија. Тие се административни области од каде што е изваден примерок и од каде што е направен темелот на стандардниот украински јазик. Исто како што Велешко говорно подрачје е пример за македонскиот стандарден јазик, македонскиот литературен јазик, така е во Украина, Суми, Полтава, Чернигов. И сега Русија, што е за мене малце неприфатливо, веројатно ќе напаѓа и во административната област Суми, за да го зголеми оптеретувањето на исцрпената украинска војска, за да мора украинците да се бранат, да го прошири должината на фронтот, ако е сега должината на фронтот колку цела поранешна Југославија, да испадне должината на фронтот колку цела поранешна Југославија и плюс уште Словачка. Исто тоа да ги закомплицира одбранбените позиции на украинската војска, кои што како што одминуваат месеците се послаби и послаби, затоа што оваа војна веќе е одамна јасно дека не е војна во моментов на освојување на територии, туку е војна на исцрпување на двете страни по линијата на фронтот. Значи, еднава страна е Рускава Федерација и пошироко речено поддржувачите на Руската Федерација, односно целиот политички исток, и од другава страна е украинската страна, односно целиот политички запад, и тие ги исцрпуваат војните ресурси на тактичко ниво по линијата на фронтот, која што сега многу веројатно ќе се прошири и во Сумската административна област, значи тоа е административна област над Харковска административна област, со тоа што за Украина тоа ќе биде уште потешко за одбрана. Украина е далеку помала држава од Украина, од Русија. Има далеку помал број на резидентно население. Рековме, последниот попис во Украина беше околу 43 милиони жители, од кои 8,3 милиони се етнички руси, уште 8 милиони се проруски ориентирани со тоа што се рускојазични, и многу од украинците од како почна војна во Украина се иселија. Сега да кажеме, западни релевантни институции проценуваат дека Украина е околу 27-8 милиони
жители, кога ќе исклучиме сите тие што се иселија на запад, кога ќе исклучиме сите овие области кои што веќе ги припои Русија, значи Русија е до пред почетокот на војната имаше 147 милиони жители, сега со припоени во области доби уште 10 милиони жители, значи е 157 милиони жители, Украина е под 30 милиони жители, значи Русија е 5 пати поголема, има 5 пати поголема војна сила. Добро, согледувајќи го сето ова кое што го кажавте, каде води решението, односно епилогот од целиот овој конфликт? Сметате дека Па како ќе се одвиваат понатаму работите? кон спора, но сигурна војна победа на Русија и Русија. Значи, оваа војна се претвори во војна на исцрпување на војните капацитети на политичкиот исток и политичкиот запад. Гледаме дека украинската војска останува дефицитарна и со људство на терен, меѓутоа останува дефицитарна и со муниција, затоа што политичкиот запад е се помалку и помалку спремен да дава оружје на Украина, а по мене целата оваа работа Русија ја води на тактичко ниво, полека но сигурно, затоа што оваа 2024 година е многу клучна изборна година во целиот свет. По моите проценки, најмалку 50% од популацијата во светот во 2024 година или веќе гласаш или ќе гласа. И до сега, како што видовме и на изборите за Европскиот парламент, како што видовме изборите во Белгија, изборите во Италија, изборите во Русија, значи се повеќе Европа оди понака и десно, се повеќе пробиваат проруските сили во Европа, исто така и во остатокот од делот од светот пробиваат сили кои што ја поддржуваат Русија. Иначе овде илустративно да кажеме дека земјите членки на политичкиот запад се Соединетите американски држави и Канада, кои што се околу 350 милиони, и Западна Европа, која што е околу 500 милиони, се тоа е околу 800-900 милиони, а целиот свет има 8 милиарди жители. Значи, политичкиот запад или делот од светот кој што ја поддржува Украина е околу 2-13% од популација, сега не ме фаќате за збор, додека околу 85% од светот ја поддржуваат Русија во оваа глобална прокси војна помеѓу Русија и Украина, затоа што целиот така наречен глобален југ, ова е политички термин кој што го измислија русите, а глобален југ е цела Јужна Америка, целиот африкански континент, целиот арапски полуостров, Индија, Пакистан, значи сите се тие на страната на Русија, вклучително и самата Русија. И клучна битна работа, значи финале на оваа 2024 година, која што е изборна година, ќе бидат ноемвриските избори во САД, каде што е според мене повеќе од сигурно дека ќе победи Трамп, значи сите анкети тоа го говорат, а кога ќе видиме каков е наративот на Доналд Трамп, на Такер Карлсон, кој што е негов новинар, на сите оние, да кажеме, про-Трампови политички аналитичари, како што е Даглас Макгрегор, како што е Скот Ритер, како што е професорот Джефри Сакс, како што е Џон Мишајмер, значи, како што се многу има еден на Твитер многу популарен акаунт Джексон Хаксли, значи милиони и милиони следбеници има. Значи сите се тие десничари и про-Трамп ориентирани, тие се исклучително суверенистички ориентирани и да кажем проруски ориентирани и многу сегменти и елементи од републиканската партија на Трамп отворено говорат дека по доаѓањето на Трамп на власт ќе биде прекратена финансиската помош за Украина и војната помош за Украина, и моите проценки се дека Украина дефинитивно ќе капитулира
максимум 6 месеци по доаѓањето на Трамп на власт, а тоа ќе се случи овој ноември 2024 година, значи негде до пролетта 2025 година можеме да очекуваме капитулација на Украина, можеме да очекуваме сигурна руска војна победа во оваа прокси војна, значи припојување, веќе си е припоен и Крим и овие 4 административни области. Путин уште лани ги припои овие административни области и тие се составен дел од уставот на Русија и составен дел од државниот суверенитет на Русија. Меѓутоа, по мене ќе бидат припоени уште 4 рускојазични административни области кои што сега за сега не се припоени, а тоа е Харковската, Днепропетровската, Николаевската и Одешката административна област, што значи дека Русија ќе земе од Украина од прилика околу 9 Македонии, територија околу 9 Македонии, и во моментов има земено од прилика околу 5 Македонии, значи останува во следните месеци да ги земе уште останатите 4, се надевам со што помалку војни разрушувања и со што повеќе преговори, кои што вистински и суштински преговори ќе помеѓу политичкиот исток и помеѓу политичкиот запад ќе може да се случат по доаѓањето на Трамп на власт, како што гледаме Такер Карлсон беше на гости кај Путин, а Такер Карлсон е про-Трампов новинар кој што беше дел и од новинската куќа Fox TV. И тогаш со доаѓањето на Трамп на власт ќе дојде до една вистинска релаксација на односите помеѓу истокот и западот, и ја би рекол и до една деполаризација, и тогаш веќе ќе биде и официјално од Трамп признаен, како што ја ги набројав овие претходни аналитичари, ќе биде признаен мултиполарниот свет, кој што мултиполарен свет еден добар дел и од американската јавност се согласува дека е тоа реалност и дека е тоа најправедно, дека времето на американската хегемонија веќе заврши. Значи Америка повторно ќе биде светска суперсила, меѓутоа не може во иднина да биде единствена суперсила, затоа што се сменија околностите на политичкиот исток. Веќе со декади наназад Кина економски е се повеќе и повеќе помоќна и повеќе појака. Еве надворешно трговската размена на Кина од година во година е се посилна и кинеската економија. Има неколку, ќе ве прекинам, неколку наслови вели во март зголемен бројот на цивилни жртви во Украина, покажа извештајот на Обединетите нации. Обединетите нации обвинуваат Русија за сериозно кршење на човековите права во Украина. Москва вели го извртува извештајот за состојбата со човековите права во Украина. Сметате ли дека навистина се загрозени човековите права со овој конфликт? Таму каде што до сега се војуваше и каде што во моментов се војува, таму живее мнозинско руско население. Таму се украинците иселени. Значи тоа е нешто адекватно, како ако Албанија не нападне нас, не нападне нас во Струмица и во Гевгелија, туку не нападне нас во Дебар, во Гостивар и во Тетово. Нема да не бидат загрозени правата. Меѓутоа, мнозинско население во Дебар, во Гостивар и во Тетово се албанците. Значи, ако говориме за загрозување на цивилите, тоа се пред се русите во Украина, каде што се мнозинство. Меѓутоа, тоа не го оправдува фактот дека правата се загрозени, дека има жртви постојано. Видете, сега ако говориме за оправданост на војните, тука мораме да споменеме колку само војни направи Америка од Втората светска војна навака, откако Америка се повеќе и повеќе стануваше економски и воено моќна, а нарочито од 91 година па навака, откако настапи
американската хегемонија, откако Советскиот сојуз се распадна, откако реално Руската федерација во времето на Борис Јелцин и во времето на 90-тите беше геополитички многу слаба, беше и внатрешно слаба, беше економски слаба, затоа што ако економски паѓаш секако. И Русија не беше геополитички активна и од тогаш, например, Америка направи многу војни, како што беа сите тие војни на Блискиот Исток, каде што загинаа многу цивили, например, како што беше војните во Ирак, пред тоа, уште во времето на студената војна, војната во Виетнам, каде што загинаа 3 милиони цивили, каде што Америка практично го нападна Виетнам, велејќи дека ги бранат американските национални интереси, исто како што велат дека сега ги бранат американските национални интереси во Украина и во целиот југоисток на Европа, каде што спаѓаме и ние. Загинаа 3 милиони жртви во војната во Виетнам, а едва и 30.000 американски војници. Значи Америка направи преку 50 војни во светот од Втората светска војна, па навака преку 20 војни од 91 година па навака, така да геополитичкиот интерес е неумолив, така да тоа се војната постои откако постои човештвото. Ние имаме за тоа и археолошки и секакви докази. И сега Русија геополитички закрепна, Путин ја воскресна Русија и на економски и на секаков план. Заборавевме претходно да прашаме дека клучно битна работа зошто Русија се одлучи на овој геополитички чекор, а тоа е војната во Украина, која што ја отпочна февруар месец 2022 година, е фактот што во 2018 година Руската Федерација, руската ракетна техника ја направи еден огромен прогрес со тоа што направи хиперзвучни ракети кои што се кадри да носат и нуклеарни боеви глави. Иначе Русија е најголемата нуклеарна сила во светот со преку 6500 нуклеарни боеви глави. Америка е на второ место со под 6000. Меѓутоа американците немаат можност овие нуклеарки да ги испратат тамо каде што сакаат да ги испратат со хиперзвучна брзина, додека русите тоа го можат со хиперзвучната ракетна техника, како што се носачот на ракети Сармат, Авангард и така натака. И затоа практично Америка е воздржана во оваа војна во Украина. До сега даваше само дефанзивно оружје, сега почна да дава така малце подалеку дометни ракети, кои што даде дозвола на Украина да се користат само од другата страна на Харковска административна област, значи во делот на Белгородска административна област и ништо повеќе од тоа. Времето не ни дозволува. Да го завршам ова, Русија е многу моќна со овие хиперзвучни ракети и за кои што системите за противвоздушна одбрана на политичкиот запад немаат одговор. И Русија може да ја погоди било која цел, на било кое место од земјината топка, затоа што овие ракети пред се истрелуваат вертикално над 33-тиот километар, значи одат во космосот, без тежинскиот простор и од тамо може и да орбитираат околу планетата и може да погодат било каде, а се кадри да носат и нуклеарни боеви глави и затоа политичкиот запад се плаши и затоа еве 2 години вака дава една несигурна поддршка кон Украина и затоа Русија ќе ја победи оваа војна. Пред да го затвориме овој циклус на 2 интервјуа, ајде во кратки црти, дали конфликтот остави последици надвор од границите на Русија и Украина и како ќе се справи светот после војната? Па дали кратко ве молам. Дали овој конфликт отвори
реперкусии во светот, може тоа да го видите на рафтовите и во нашите маркети. Еве јас, на пример, од 2015 година негде го сменив начинот на живот, се хранам здраво, ослабев дури 50 кила од тогаш понавака. И ќе дадам еден пример ленено семе. Например, 100 грама ленено семе во еден од нашите маркети беше до пред почетокот на војната беше 7 денари, сега е 14 денари. Значи се зголеми цената за 100% на овој продукт. На целата прехрана, откако почна војната во Украина, се зголеми цената најмалку 3-40%. Цената на гасот, затоа што самите ние европјаните се лишивме од рускиот газ, се зголеми исто така за околу 30%. А повторно сега користиме руски газ, меѓутоа го набавуваме преку други канали, затоа што нема друг газ, затоа што течниот газ од Америка е многу малку и е проблем да се донесе преку Атлантикот во Европа, затоа што треба да се конвертира од природен газ во течен газ, па да се носи со бродови, па овде кога ќе стигне во Европа, во самите терминали, повторно да се конвертира во течен газ, значи тоа е сложен процес. Значи, видовме колку поскап е животот во Македонија, колку не само во Македонија, во цела Европа. Така, ние ќе тргнеме од кај нас. Во цела Европа животот е поскап. Гледаме дека низ Европа има се повеќе и повеќе протести, незадоволни земјоделци, незадоволни сточари и така натака. Иако пак ќе кажам нашиве медиуми, тоа и не го пренесуваат баш како треба, меѓутоа интернет медиумите, телеграм каналите и така натака, таму тоа може да се види. Германската економија, знаете, во рецесија. Руската економија, спротивно од проекциите на очекувањата на Америка, на политичкиот запад, руската економија бележи раст. Руската економија се сврте овие 2 години во воен мод. Руската војна индустрија процвета. Значи, Русија сама произведува конкретно артилериска муниција, ракети за сите тие ракетни системи, повеќе од колку целиот политички запад заедно. Затоа Русија и победува на фронтот и ја потиснува украинската војска, затоа што украинската војска е дефицитарна со муниција, а само со количество на стреливо ти можеш да го одржуваш на дистанца противникот, односно да не дозволуваш да он пробива на твојата страна. Така да цела Европа страда од тоа што се лиши од економската соработка со Русија, а Европа беше зависна од руските природни ресурси, не само од гасот, туку од нафтата, како и од други метали и неметали. Знаете дека Русија е огромна територија, руската територија е 666 пати поголема од територијата на наша Македонија. Токовите Северен ток 1 и 2 кои што поминуваа низ Балтичкото море, кои што Америка ги сруши со помош на украинците. Овде мораме да привршуваме. Добро. Ви благодарам за образложеното излагање, ви благодарам за времето, за тоа што ја прифативте поканата. Се надевам дека ќе имаме можност повторно да проговориме за важни теми кои што не засегаат секако како нас, така и светот можеби, кои што вие ги следите бурно. Се гледаме во некој наредно интервју, господине Јовановски. Ме беше драго, се чувствував пријатно во емисијата и секогаш сум подготвен да одговорам на ваша покана. Ви благодарам многу. Така е, почитувани гледачи, тоа беше мој став со господин Зоран Јовановски, политички аналитичар, со кого говоревме малку повеќе за руско-украинскиот конфликт, почнувајќи од причините, па се до последиците, до состојбата актуелна на фронтот и секако до епилогот. Се надевам дека во овие 2 дела од интервјуто имавте можност од внимание да не проследите. Ќе ве поздравам овде и ќе посакам да се видиме наредната седмица. Довидување.